Ново издание на Трилинг, добро вечер. Постојат повеќе начини да се убие човек. Некому може да му се забие нож во стомак, некому да му се одземе лебот од уста, некој да не се излечи од болест, некој да се принуди да живее во лоша куќа, некој да се натера на самоубиство, некој да се истроши со работа, некој да се поведе во војна и така натаму. Само по нешто од сето тоа е забрането во нашата држава. Беролд Бред. Оваа држава очигледно треба еднаш за секогаш да свати дека службена должност не е само привилегија, статус и профит, туку и огромна одговорност. А одговорноста кај нас веројатно со децении доцни изостанува. Или пак во најмала рака постојано се префрла вината од еден на друг, а во меѓувреме се натоложуваат проблемите. Ова е само почеток на уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. А вие што ќе гледате вечерва? Че не живи во гроб немаше да влеземе. Децата си ги изгубивме. Изгубивме секој по некој. За да ти се случи еден коруптивен настан, значи мора сите работи, целиот круг да биде затворен како струјно коло. Една работа, една институција да профункционирала во тој момент, не могло да се случи ова. Значи, поаѓајќи од полиција, сега да не ги набројуваме, највиновна е полицијата, да не се лажеме. Градот е дефинитивно видоизменет. Значи, на секој доаѓање во Кочани делува се потежно и потежно. Буквално срцето ми се кине кога од Кочани се враќам кон Белград. Инспекцијската професија во држава воопшто не е атрактивна. За голем број на европски земји е чудно што во држава има инспектори и што има инспекцијски совет, бидејќи тоа за нив е непоимливо. Треба да се има на ум дека инспекторот не може да оди во надзор без да има налог. Ние не сме безбедни да излеземе во улица бидејќи може некој да не згази. Ние не сме безбедни да не одиме на лекар бидејќи може да ни дадат некоја погрешна терапија. Ние не сме безбедни да одиме во дискотека, во ресторан и така натаму бидејќи може да се запали. Ние не сме безбедни буквално нигде. Значи ние мораме да се погледнеме во огледало, да се прашаме себе си дали ние можеме да го постигнеме нивото што го сонуваме. Ако сме сиромашни, тоа мора да си го признаеме. Македонското новинарство во кризни состојби. Во првите денови по трагичниот пожар во Кочани, медиумите во државата релативно брзо и ефективно известуваа за настаните. Како се навлегуваше во предсобието на вистината, кој и зошто е крив. Така се дозволи да доминираат ставовите и одговорните за истрагата и доминацијата на премиерот. Во ово издание на Трилинг гостин е Горан Левков, истражувачки новинар кој потекнува од Кочани, градот во кој почина или загина 59, всушност 60 лица, вклучувајќи го и шоферот на брзата помош. Господин Левков, или колега Левков, како се живее во Кочани посттравматски? Па, не е лесно. Не би му го посакал ова, ниту на најголемиот душман. Значи, вакви трауми, кај што ти еден цел град кај што ти е настрадан, една цела генерација кај што ти е настрадана, е страшна, жална и болна. Дали оваа катастрофа е последица на наталожените проблеми, заташкувањето, прогледувањето на низ прсти, нефункционалноста на институциите? Да, многу добро ги нотиравте. Ги нотиравте многу добро сите шевови низ кои што доведоа до катастрофата. Ние како истражувачки новинари сме фокусирани во делот на борба против корупцијата. И таму знаеме дека за да ти се случи еден коруптивен настан, значи мора сите работи, целиот круг да биде затворен како струјно коло. Една работа, една институција да профункционирала во тој момент, не могло да се случи ова. Значи, поаѓајќи од полиција, сега да не ги набројуваме, највиновна е полицијата, да не се лажеме. Да имаше доблест, например, министер требаше веднаш да си поднесе оставка, за да може да остави простор да целата истрага се одвива независно. Да имаше морал. Тоа не го видовме
однесоа неколку, не викам дека не биле заслужени, кажи го овие инспектори, али не видовме одговорност кај на високите чинители на власта за ова. Пошто тие што го водат системот, ден претходно да направиле една контрола, тоа не могло да се случи. И не само тие, не знам, инспектори за противпожарна, не знам, дирекција за заштита и спасување, финансиски институции, значи како можело да работи таа дискотека со блокирана сметка на црно на БВУ пијачки, се збори сума од 1.500.000 денари, дека се набавени пијачки за таа вечер само. Тоа е на црно затајување на данок, перење на пари, уште кои други кривични дела. Не гледаме дека луѓе одат у затвор за, не знам, за ќебапчиња, за ова, за она, а овие не изреагирале. Ја затворили дискотеката, не знам, таму ја пломбирале, некој ја пломбирал, како може да отпломбираш објект што е затворен од државна институција. Како да се врати динамиката и животот во Кочани? Дали воопшто може да се врати наскоро секојдневниот живот во некаква нормална состојба? Мора да се врати. Значи, ние живи во гроб не може да влеземе. Децата си ги изгубивме. Изгубивме секој по некој, али има некој назад за кој што треба да останеме да живееме. Со обврска, да направиме подобар систем, сите ние, да направиме подобар систем барем за тие деца што остануваат назад и за новите деца што ќе доаѓаат. Инаку во Кочани, од прилика некои статистики што знам, некаде годишно се раѓаат околу 150 до 200 деца во Кочанската болница. Не се округли се бројките, не се толку точни екзактни, сигурно во статистика или во овие државните институции имаат прецизни бројки колку се. Ние толку имаме повредени со тешки повреди, починати, натаму не изгубивме цела генерација. Ден по несреќата бевме во Кочани и една од соговорничките констатираше Кочани почина. Но Кочани е градот, ако се навратиме неколку години поназад кон минатото, овој град се споменува и е поврзан со тогашната, се зборуваше, франкфуртска мафија, случајот детонатор кој никогаш не се расветли. Тие се тие. Значи, тоа е една екипа, една група од двете страни, например, и од двете партии, кои што се шалташе како овој уценуваче рекетари во двете партии, цела структура, што работеше доста кривични дела, што правеше доста кривични дела со ова. И тоа е екипа што едноставно цело време е прогледувана и е прогледувано низ прсти. Знаеме, еден од тие лица што беше обезбедување на Никола Груевски. Од овие други лица со кои што се конфронтираа, па имаше друга група кои исто така вршеа кривични дела. И тие многу добро ги знаат. И полицијата многу добро ги знае, и сите други служби многу добро ги знаат, ама замижуваа сите. Некој ќе се јави таму од озгора, некој вака ќе ги инструират така да направат, инаку основа на тоа е 90-тите години. 90-тите години беа правени тие групи во Кочани, подоцна ги прекрена на ниво на цела. Кои се тие 2-3 семејства кај што најчесто велат во Кочани, со Кочани владеат 2-3 семејства кои имаат се под контрола? Па да имаат се под контрола, толку немаат, али контролираат процеси, не знам, тоа е семејството, например, тоа тие били политички активни ликови доста, например, во СДСМ, семејство е едно на поранешен пратеник на СДСМ Банчо, стопанственик од Кочани, од страната на ВМРО ДПМН како се изведе како моќен лик на времето, сега не знам колку му е моќта во партијата, е поранешниот градоначалник Радко Димитровски. Например, Љупчо Папазов, сегашниот градоначалник, беше директор на комуналното предпријатие цело време додека беше овој градоначалник. Друг, например, таму што имаше некои функционери што беа назначувани од Кочани, практично тој беше лицето на некој начин контакт со централата, тука кај што има најголема доверба во него. Како ти гледаш на ова акција што сега се спроведува и од МВР и од обвинителството, се приведуваат луѓе поранешни, некои се и актуелни
функционери, дали очекуваш дека ќе се расветли целиот случај или само на површина ќе излезат одредени слабости, а без при тоа да се навлезе во длабочината на проблемот? А по овој случај, можеби првиот случај кај што ќе заврши со судски пресуди. Мислам со такви судски пресуди, а за ова е сега друга е поентата, друга е прашањето дали некој ќе ми ја врати функичката, мене ако ги осудат овие сите, никој нема да ми ја врати функичката. Работата е што ние како општество мора да изградиме многу повисока свест, да изградиме за пријавување на одговорностите и следење контрола над институциите. Испадна дека за новинарите во Македонија треба да важат стандарди што не важат за сите медиуми во светот. Како гледате на овие двојни аршини? Класичен пример е, за жал, погребот на 34-те лица во Кочани, кога на медиумите им беше забрането или им беа поставени стандарди што смее, до каде смее да се снима, да се фотографира, па до степен да домашните медиуми, нашите да мора да преземаат фотографии, па дури и цели текстови од странските новински агенции. Како гледаш на овие двојни аршини? Па мислам дека владата на Мицкоски е премногу исплашена од луѓето. И тие гледаат тоа да направат нешто као да се пикнат некаде, да се некаде во целата таа приказна кај што не се. И затоа ги носеа такви глупости некои, зошто ова да не снимале медиумите, тоа е им работа да снимаат. Дали препознаваш обид за релативизирање на состојбите, обид за задушување, например, на овој гнев кај граѓаните? Да, прво преку медиумите. Прво пробаа со разноразни излегува на пресконференција од времето на Груевски, на Груевски се извинувам, пресконференција ќе се деси некоја трагедија, тој ќе оди ќе се слика со сите, се сеќавам на времето, работев као локален новинар таму кај нас и пукна браната пукна се преполни браната Калиманци, се поплавија неколку села. Таму облешево, не знам во Штип влезе вода во стадионот. Претходната година пукна една друга брана таму кај Пишица и претходната година пукна браната затоа што за 500 евра не изчистија вратата на браната. И кога требаше да ја отвори да истече водата, не истече водата, се прели браната и уништија браната, насипна беше браната. И го наполнија стадионот. Во Штип, тоа е природна катастрофа, повеќе се слика, па дождот не може да го запреме нааму. Натаму ствари тоа беше катастрофа што треба да се запире. Јавноста е сведок на обиди на лично оцрнување на независни медиуми, новинари со закани кон новинарите поради нивната критичка обсервација и откривањето на корупција. Па искрено да ви кажам, тоа го имало, мислам и дека ќе го има. Значи, тоа што ние треба како општество да се бориме и како новинари треба да се бориме за тие права, да зборуваме за тие права кои што вие тоа го правите сега, тоа е начинот на кој што ние треба да си ги чуваме правата. И новинарското право за известување не е еднаш за секојаш дадено, за кој што не треба да се бориме. Тие не гледаат нас како пријатели, не гледаат нас како некои што сака да ја направат на нив, а ако може да не искористат за нивни пиар, окей, ако не може да не искористат за нивни пиар, ние сме нивни пријатели. И така и те не гледаат, и така и те не третираат. Не можеме да очекуваме да не гледаат со скрстени раце, а искрено имајќи од ова искуство дека тие имаат некој виша свест, поголема свест за општество, за општествените работи, не верувам. Огромен дел од нив таму ми се влезени за да се решат некои приватни финансиски проблеми, приватни финансиски да се обезбедат за 5-6 генерации наназад, и тоа е од нив. Не може да очекуваме од нив да бидат, не знам, некои мислители или да придонесат за развојот на општеството, за развојот на граѓаните, за развојот на државата за 40 години не убија со оваа корупција. Кога ќе споредиме кај влезе Словенија, од кај влезе Словенија, од кај влеговме ние, не убија со таа корупција. Катастрофата во Кочани е трета најголема во Македонија според бројот на жртви. Ако корупцијата го разјадува општеството, колку реално може да се очекува рестартирање на системот за проблеми кои со години се натоложувани? Па искрено ова е едно будење од трезнување. Значи такви катастрофи се едно будење од трезнување, ако не се промени ништо, значи нивниот број се зголемува.
Значи нема да застане. Тука ќе се зголемува затоа што системот не функционира. Видовме дека не функционира. Не функционираше претходно во Тетовската болница кога беше во модуларната болница, не функционираше системот за Бесатранс кога беше кога не изгореа живи во автобусот. Луѓе што патуваа, не знам, на Дурмоторс не функционираше и таму системот и тие катастрофите се редат. Затоа што некој на Дурмоторс не се завршил работа на техничкиот преглед, затоа што некој полицаец не го сопрел Дурмоторс автобусот да го изнесе на техничка контрола да му ги најдат ова, цариниците во Бугарија не го исконтролирале добро автобусот да немал некои запалливи материи за да се запали во тој автобус на Бесатранс, не знам, не исконтролирана добро модуларна болница. Ето овде сите затали со контролите, системот целиот е девастиран на контроли. Контролниот систем што треба да го врши контролниот механизам целосно е девастиран, инспектори што се лесно подкупливи за едно кафе, да ги подкупиш, полициски инспектори, други инспектори, се сеќавам кои маки ги имавме за живот на средини инспектори, што не можевме, например, тој paper mill да се решиме од него со години, што не труи. Зошто митоманијата стана соевиден стил на живот кај нас? Митоманијата стана стил на живот затоа што ние како граѓани, тие луѓе произлегуваат од средината во која што се. И ние како граѓани тоа го толерираме. Ако ние тоа го пријавиме, кај што треба да го пријавиме, и ако тој орган го следиме во постапувањето со тоа дело, веќе нема да се осудат тие со мито да го прават тоа. Моментот има една голема вистина во делот на борбата против корупцијата, моментот кога ти го пријавиш, ти си спасил државни ресурси. Не знам колку милиарди годишно ние губиме од корупција. Кога ти го поделиш сето тоа на денови, на часови, секундата која што си пријавил, ти си спасил некоја корупција. Системот е како еден автомобил. Ако го оставиш ти автомобилот сам да се движи без да го управуваш, ќе завршиш во ендек. И ние така завршивме сега. Со катастрофата во Кочани. Корупцијата не убива секој ден. Некој ден убива многу повеќе. Благодарам за разговорот и гостувањето. Ви благодарам на вас.